Раотинчани денес традиционално, како и секој прв петок после големиот христијански празник Крстовден, го обновија поменот за стотиците жители на селото кои биле покосени од болест. По тој повод се собраа на светиот чин маслосвет, со која одбележуваат несреќата што ги снашла пред повеќе од 100 години. Возлюбени браќа и сестри во Христа Господа, најнапред од служениот водосвет и од служениот чин на светата тајна или освештение, нека бидат на наше здравје, на наше телесно и духовно исцеление и на наше спасение. Имено Црквата Божја како заедница во која сите свети тајни ги извршува Светиот Дух, како заедница која е раководена од незината глава, Спасителот на светот, Богочовекот Господ Исус Христос, во себе си ги содржи сите лекарства, сите свети тајни, сите молитвословија кои што на човекот му се потребни за да се лекува душевно и телесно, да се спасува, да се осветува, да се обожува. Едно од тие лекарства, едно од светите тајни на Црквата Божја е и светата тајна или освештение или маслосвет, за која што слушнаме од апостолот, каде што првиот архиереј на Ерусалимската црква, светиот апостол Јаков, братот Господен, вели, ако некој е болен меѓу вас, нека ги повика свештениците црковни да го помажа со елеј и молитвата и помажувањето со елеј, придружени со верата, ќе го исцелат болниот. Имаме два елемента. Го имаме маслото на кое по молитвите на црквата, односно на свештениците, слегува благодатта Божја и го осветува, и помазувањето со него од една страна, но од друга страна верата на луѓето во самата света тајна, бидејќи Бог не действува магично, ами многу е битно да изградиме личен и личносен однос со него преку вистинска вера во него и вера во светите таинства. И кој во денешното време во кое живееме не е болен телесно, душевно или духовно. Време не време, време во кое луѓето далечувајќи се од Бога се нападнати од многу телесни, душевни, духовни болести и болки. Заради тоа и се молиме на светата тајна, еле освештение Бог со благодата своја да не ослободува од нив. Со молитва кон Бога за здравје и спасение на жителите на Раотинце, но и на оние раотинчани кои се иселени од родниот крај, чинот на маслосвет и осветување на водата го извршија отец Жарко Мицковски, отец Александар Стојановски и отец Маријан Чомадевски. Него за исцеление и за премагување на секакво страдање, телесна и духовна нечистотија и секакво злото и во ова да се прослави Твоето пресвето име на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Секоја година жителите на Раотинце масовно го посетуваат светиот чин на маслосвет за да измолат здравје, среќа и спасение за своите семејства. Посебно радува фактот што на овој ден во голем број доаѓаат и младите кои ја продолжуваат долгата традиција. Токму тие годинава пред камерите зборуваа за неа. Начинот на обележување на овој празник е тоа што сите се собираме на една одредена локација во селото. Оваа година беше тоа под Подбрег, каде што луѓето се собираат и слушаат една литургија, каде што се зборува за каде што се одржува маслосветот и водосветот и потоа се собираме, после завршувањето на литургијата, се собираме на братско-сестринска трпеза, каде што присуствуваат сите жители на селото. Уште како што датира од 1863 година, овој празник се одржува поради што една неизлечнива болест го нападна на нашето село, позната како чума. Еден човек кажал дека со светењето на маслото и водата можеме да избркаме чумата од нашето село. И поради таа чума биле многу жители офатени на селото Раотинце, пошто тие нагло починувале. И поради таа причина ние тука во нашето село го славиме тој празник Маслосвет.
Според преданието кое од генерација на генерација се пренесува меѓу мештаните, тешката болест за нецел месец покосила стотици раутинчани. Традицијата на Маслосвет останува иста, но секоја година се менува локацијата каде се врши светиот чин. Раутинчани определиле 3 места за Маслосвет. Секој од верниците дома понесува од осветената вода и масло, кој ќе ги штити во текот на целата година. Починот на Маслосвет за верниците од страна на црковниот одбор се организира братско-сестринска трпеза.